на општините, невладен сектор, бизнес сектор, образовни институции, представници на јавни институции и сите чинители од Југозападниот плански регион. Ви причинува особено чест и задоволство да се обратам денес на оваа прва форумска сесија. На почеток би сакала малку да објаснам се со цел да на крајот од овој ден да добиеме на вистина листи на предложени генерирани проектни идеи кои што ќе се усогласат со сите критериуми потребни за да бидат на крајот позитивно оценети и реализирани во регионот. Според агендава, во првиот дел ќе генерираме проектни идеи за грантова шема, која што е дел од проектот Одржлив инклузивен равномерен регионален развој, втора фаза на спроведување, кој што е финансиран од Швајцарската конфедерација преку Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. И преку таа грантова шема, значи, треба да изгенерираме овде секако повеќе проектни идеи, од кои што ќе произлезат минимум 3 проектни концепти и на крајот еден од тие ќе биде финансиран и реализиран на територија на Југозападниот плански регион. Околу критериумите во следната презентација ќе биде чисто да ви е јасно дека во овај прв дел работиме за грантова шема. Вториот дел, значи после паузата, ќе работиме на генерирање на проектни идеи за програмата за равномерен регионален развој 2022-2023, тоа е 2-годишна програма на Бирото за регионален развој и исто и таму ќе генерираме проектни идеи со кои што ќе аплицираме кај Бирото за регионален развој. И за двете програми, и за грантовата шема, и за програмата за равномерен регионален развој, она што треба овде да се генерира, треба да е во согласност со стратешките цели, приоритети и мерки од програмата за развој на Југозападниот плански регион. Од тие причини, сосема кратко, на неколку слайда, за да добиете идеја, голем дел од вас им учествува во изработка на оваа програма, меѓутоа добро е да се подсетиме и во текот на предлагање на проектни идеи да се држиме до овие стратешки цели, приоритети и мерки, бидејќи и во двата случаи тоа е елиминирачки критериум. Значи, во прва фаза на евалуација на проектните апликации, доколку не се усогласени и во грантовата шема, и во другата со стратешки цели, приоритети и мерки од програмата, проектот нема да оди на понатамошна евалуација. Од тие причини му давам значење и прво тоа, значи после нема да се повторуваме, ова важи и за следното генерирање. Значи, во програмата прво е визијата Југозападниот плански регион до 26-та година да биде простирна целина во која населението ќе има оптимален квалитет на живот, концепиран на одржлив развој кој подразбира рационално искористување на расположливите ресурси, при што се со балансирано управување регионот ќе стане препознатлива еколошка средина во национални и меѓународни рамки. Ова е генерално визијата во програмата, а програмата има 3 стратешки цели и за секој од стратешките цели во просек по 5 приоритети и за секој од тие приоритети има мерки. Првата стратешка цел, кратко кажано, е економски развој, подразбира, и затоа вака во подолгиот дел е Југозападниот плански регион да ја напреди својата економија и родовиот паритет. Значи, тука е водена сметка за родова еднаквост и насекаде е водена сметка, бидејќи така бараат критериумите, преку користење на компаративни предности на човечки материјални ресурси, подобрување инфраструктура, инвестициска активност во мали и средни предпријатија со нови технологии, знаење и иновативност, пристап до финансии и одржливост на животната средина, земјоделието и руралниот развој.